Ако сакаш да ме спречиш, поцелува црли во номеро уно стилот е отрокото си. Кигати, стихом из гитара напит, човек си. Како вила, как се профила, како будеш на скапа. Рекува, превесите, не ги давале страгава. Патински се беше за тока на пина на рока. Ландот се учите е звато, срка се дојди, јас сум ти крало. А следни се учениците од Константин Синов Радович, познати како фристайл. Почнува од нашиот крај во постела, се будам сама и се сеќава тебе. Не погледна назад ни час, но без далеку некаде. Поздравите браќа, ајде пробај најди ја љубовта своја, јас веќе се опитував, ти се љубов моја, јас се ти. Се лажеш кога мислиш дека мене влије. Да ти спишеш према цел живот, свет да те кружу, да те чувам, да те брана около тебе, ја да кружу, а твој лице мој, погледи ги вечни. Следно нешто што ќе видите, ќе бидат три прекрасни девојки. Види на пипет, а јас со другите на страна, на срцето твое си сум отворил рана. Кога почнав да те губам, прва сватих твој љубов, прва реши да се смена, оставо за себе да те взема. Такви спортови се твој шит-хоп, затоа се седам на твојот шит-хоп-троп. Се забари, затоа си троја, сакаш да ме стигнеш брат, иди чекај воја. Белјаци, каква е работа на нашата младина? Христос е го радост, жртвени се современа сака да прикаже на параличен начин. Треба да се занимаваме с тема важна да Значи, за да работиш по фантоми на денес, треба да си много болен човек, во позитивна тоа е самата фантомима како наука вика е најкраткото растојание меѓу две точки. Има вода, па ќе ја тргне, нели? Ќе ја ставаме. Имаме зид пред нас, така? Да, имаме стакло. Има некако стакло. То стакло, ако се залепиме со рацете на него, то стакло си е такво, нели? Може да биде и прозор. Кој што ќе се тргна, кога ќе дојде, логично
логично, нели? Ке се тргнам, таа рака ми стои тука. И оваа, ќе го отвори, ќе дојдам. Да ја видам комшиката таму, што прави. Ќе ја махнам и ќе го вратам. Ќе го затворам и... Сам завесен. И... Знаете? Се е много просто. И од тука двајцата попад. Од тука двајцата почнува да ги размотруваат сите возможни теми на пантомимата. Значи, како ние можеме да направиме на пантомима? И тој вика, добро, ајде да ги почнем што е најважно од све. Најважно од све е да се фокусираме на мртва точка. Значи, не заборавайте, се најдеме во француска пантомима. Ова е француска пантомима. Имам англиска пантомима, македонска уште не. Што да? Некаш. Ако им се занимаваме на некој друг. Значи, вика, да се занимаваме со мртва точка. Што значи мртва точка? Местото на кој што јас ја поставам мојата конкретна цел и нема да ми мрдне од таму. Ова што го видите црналко. Ова не мрдне од таму. Исто и ова ќе го ставим тука. Не мора да е само ова. Значи, раката ќе ми стои неподвижно на една точка. А ја ќе се вртам околу неа. Создавањето илузија ќе не биде на работа. Значи, кога ќе правите циф, раците ми стојат на една неподвижна точка. И тие можам да ги прижам до овде, да ги ставам тука, да се качам нагоре. Има не видена илузија. Истото и кај влечем триажа. Значи, таа е таа рака. Еве, тука се стои таа рака, а јас го фаќам јажето и го влечам. Нели? И тоа пат може да ме повлече таму, некој си, чучко. И така, основната работа била таа мртва точка. Како од нејзе почнува после све. После све многу полесно. Ке дојде како во било која друга работа, нели? Имаме една централна, ја тоа го викам наслонјач, подпирач, нели? Да се подпрам на нешто што знам дека сегаш кога сметам на него сум на сигурно поле. Така? Како што ние домата, местот кој што ќе гледам дома, сега сум дома, и сега дома, значи можам да размислувам дома, дали одам бамо, значи дома сум се најсигурен. Така мртвата точка е домата на пантомимата. Значи, кога ќе стоиш тука на ова, тука сум најак, нели? И тука нема, таму ќе седи тука. Кај е таму? После тоа се фокусираме на како да останатите работи ние можеме да ги точно направиме. До тука и ја пренесувам овде. Логично, нели? И оваа, сега ако го вратам назад, тоа е овде, ако го вратам назад. И со телото напред. И создавам одење. Майкл Джексон тоа го крсти. Одење против ветар. Или Moonwalk, одење на... Майкл Джексон е пантомимичар, еден према еден во факултет, кај Марсел Марсој има ученост, Марсел Марсој е ученик на жанрови барок, тоа е на него. Да, буквално е пантомимичар, еден према еден.